заменик председател Андјучев, господине министре Бектеши, представници од Министерството за животна средина и просторно планирање, представници од Стопанската комора, од невладиниот сектор, дами и господа, драги пријатели, почитувани новинари. Добредојдовте на јавната расправа, посветена на стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна Македонија до 2040 година. Станува збор за еден документ кој што е извонредно значаен, со оглед на фактот што енергетиката, односно енергенсите за секоја економија представуваат извонредно значаен импут, да го употребам стариот термин од теоријата и политиката на економскиот развој, тоа е фактички крвотокот на економијата. Нешто без што не се може. Посебно сакам во оваа пригода да нагласам дека енергетскиот сектор е нераскинлива компонента на одржливиот економски развој. Дека одржливоста на самиот енергетски сектор фактички ја овозможува и одржливоста на економскиот развој и вице-верса. Тие два процеса се, така да кажем, врзани во нераскинлива симбиоза и еден без друг не одат. Ако работите не одат во едниот сектор, има сериозни негативни импликации во другиот сектор и обратно. Станува збор за стратегиски сектор кој што бара огромни инвестиции, капитални инвестиции. Самиот сектор по својата природа и по природата на технолошкиот процес е капитално интензивен. Тоа значи дека ќе треба да се обезбедат големи инвестиции од сите можни извори. Во прв ред тука се буџетските средства, јавните инвестиции, они од централниот буџет, средства од буџетите на единиците на локалната самоуправа. Тука се исто така многу значајни меѓународните извори на финансирање на овој сектор, предпристапните, постпристапните европски фондови, странските директни инвестиции како една поволна форма на финансирање на крупни инфраструктурни објекти. Тука се исто така и кредитите од меѓународни асоциации, донациите и така натаму и така натаму. Фактички, ако успеавте да ја видите стратегијата, таа предпоставува дека во овој период, во зависност од тоа кој сценарио ќе се реализира, ќе абсорбира негде помеѓу 8 милиарди евра до 17,5 милиарди евра, а може би тоа да биде и повеќе. Тоа се огромни навистина средства, меѓутоа економистите знаат, тука има една работа што никогаш не смееме да ја подцениме. Обично инвестициите што доаѓаат од буџетот и воопшто инвестициите од други извори имаат мултипликативен ефект. Ние тоа го проценуваме со фискалните мултипликатори, кои што за жал, оние што се врзани со капитални инвестиции во претходниот период во Македонија беа ниски, но ниски главно заради структурата на капиталните инвестиции, која што беше неповолна. Овде станува збор за продуктивно инвестирање. Многу значајно, што влијае на вкупниот економски раст и развој, енергетскиот сектор има индуцирани ефекти и да речеме некои анализи правени во Македонската академија на науките и уметностите, правени од страна на Светска банка, покажуваат дека тој мултипликатор на овој тип на инвестиции може да оди до 0,5. А 0,5 значи дека ако инвестирате 18 милиарди, половина од нив, 9 милиарди, ќе бидат додавање на бруто домашниот производ над тоа. И тоа може да ги зголеми стапките на економскиот развој иднина и може би да создаде подобри услови за реализација на самата стратегија, бидејќи просечната стапка на економски раст за овој период, авторите ја проектираат негде на 3,3% просечно годишно раст на бруто домашниот производ. Според тоа и тој ефект не сме да се запостави, затоа е многу значајна оваа стратегија. Инаку оваа стратегија ја изготвија нашиот Центар за енергетика и одржлив развој заедно со PricewaterhouseCoopers, што да кажам, нашиот Центар за енергетика и одржлив развој некако е претплатен за овие стратегии, во наводници кажано, но тоа е сосема заслужено, бидејќи овој центар е меѓу најстарите, меѓу првите центри,
кој што има голема, да не речам огромна меѓународна репутација, кој што е инволвиран во работата на други стратегии врзани со овој сектор и кој што е докажан со својот квалитет, професионалност и капацитет за сериозни анализи и изработка на добри стратегии. Тоа ми е посебно драго. Се разбира, нарачката е од страна на владата, тука е кабинетот на подпредседателот Андјушев задолжен за економски прашања, тука релевантно министерство е Министерството за економија, тука е значајно исто така Министерството за животна средина и просторно планирање заради ефектите врз животната средина, но во изготвувањето на оваа стратегија зедоа учество и многу други чинители, како што е наведено на почетокот, а тоа се, да речеме, предпријатијата од секторот, јавните и приватните, тука е енергетската заедница, тука се невладините организации, кои што исто така се многу битни, сите тие учествува не само заради транспарентност, тие де факто може да дадат придонес во квалитативно подобрување на стратегијата за развојот на енергетиката до 2040 година. Инаку, основна цел и задача на оваа стратегија е да придонесе, да се изврши комплетна и комплексна, би рекол, модернизација и трансформација на енергетскиот сектор. И таа базира врз три воредно значајни фактори, кои што се општо познати во оваа сфера во науката. Тоа е прво да обезбеди поголемо користење на обновливите извори на енергија, второ да ја зголеми енергетската ефикасност и трето да обезбеди заштита на животната средина. Екологијата е многу значајна компонента. И да речеме, овие три принципи се посебно афирмирани во сите документи што Европската Унија ги носи посветени на оваа проблематика. Инаку, од она што можев да видам во стратегијата, таа на еден и друг начин ги следи петте клучни енергетски столбови кои што ги промовира Европската Унија. Повторно, првиот столб е енергетска ефикасност, да се обезбеди енергетска ефикасност, вториот да се обезбеди интегрираност и безбедност на енергетскиот систем, што е исто така исклучително значајно. Третата е декарбонизација, значи поврзана со заштита на животната средина. Четвртата е истражување, иновација и конкуренција, многу е значајно тоа да се обезбеди во секторот. И последната е правната регулатива, вклучувајќи ги тука се разбира и оние европски стандарди и директиви што се врзани со европското аки во енергетскиот сектор. Мислам дека документот е извонредно квалитетен, толку колку што може во кратко време да го видам. Јас успеав да го прочитам, но треба тоа и подобро да се изанализира. Тој предвидува, ќе видите, три сценарија. Едното е референтно, другото е умерено, третото е зелено и резултатите и степенот и квалитетот на реализација на обврските што доаѓаат од стратегијата ги мери преку многу значајни, би рекол, внимателно селектирани индикатори, околу 6 индикатори се ставени во стратегијата. Јас ви благодарам на сите на вашето присуство и јас верувам дека со вашите сугестии, забелешки, предлози ќе придонесете за подобрување на квалитетот на овој извонредно значаен документ. Ве поздравувам уште еднаш, благодарам на вниманието.